Сите земни основи ке се разнишат, синови на Всевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред тебе и пред небото. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред тебе и пред небото. Судите неправедно, во гревот пристрасно. Не пазите на сиромах, праведен и беден. Синови на Всевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Мир вам, доколку зависи од вас. Пазете стих. Во името на Исус. Доколку зависи од вас, а сигурно зависи, бидете во мир со сите луѓе. Бидете во мир со сите луѓе. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Марко 11 глава. Татко мој, зборува и денеска низ моето срце, употреби ме за Твоја слава. Не јас да зборувам, туку Ти зборувај низ мене. Некој секој збор што ќе излезе во звук, во сила, биде во дух и сила за Твоја слава, Татко мој. Марко 11 глава, и кога се приближи до Ерусалим во Витфагија и Витинија, кај Маслиновата гора, испрати Исус двајца од учениците своји. Ние зборуваме што значи да се биде Исусов ученик. Доколку останете во моите слова, вели Исус. Што значи да се остане во неговите слова? Тоа е битен момент, да се остане во неговата љубов, да се остане во љубовта, да се чекори како Исус и да се љуби како Исус. Значи, испрати Исус двајца од учениците своји и им рече: одете во селото што е наспроти вас, па штом ќе влезете во него, ќе најдете врзано младо магаре што ниеден човек не го јавал, одврзете го и доведете го. И луѓето ќе дискутираат зошто Исус бара магаре, а не конј. Обично властодржците, царевите влегуваат на конј. Тој влегува како слуга, влегува како жртвено јагне, влегува да ја исполни, да ја испие горката чаша на Отецот, да се кршти со крштевањето на Таткото Небесен, да исполнува неговата волја, да го даде својот живот за секого од нас, да ја пролее својата света крв за секого од нас. А луѓето таму не ги интересира, живеат по собствена волја, не љубат, крадат, лажат, љубовта се излади, последни времиња се, посебно во Македонија, каде што се разградува се, сите институции се распаднаа, масовно сребролюбие, секој ве продава и ве краде. И ако ви рече некој зошто го правите тоа, Исус, 11 глава Марко 3, кажете му дека му е потребно на Господа и тој веднаш ќе го прати тука. Тој зборува дека едно магаре му е потребно на Исус. Некој кој ќе тегне, некој кој ќе ја заврши работата без да приговара, некој кој нема да мрмори, некој кој нема да остане во пустината, туку ќе го изоди тој пат.
што му е даден за 40 години, за 3 дена, за 40 дена, според Божјата волја и допуштение. Тие отидоа и го најдоа врзано младото магаре. Знаете, младо магаре. Доста лаеш. Младо магаре, млад пес. Овој лае, овој тегне. За портата однадвор на крстопатот и го одврзаа. И некој од оние што стоеја таму му рекоа: што правите? Зошто го одврзувате магарето? Каква е разликата меѓу магаре и човек? Знаете, човекот има можност да согледа, да размисли, да го прочита ова живо слово што му го оставил Исус. И не го чита, ќе го потроши животот, на крајот ќе падне болен, ќе изгуби силата и снагата и ќе почне да вика: помош, помош. Кои сте вие, не ве познавам. А не си љубел, не си се покајал, си осудувал, не си дозволил љубовта Исусова да дојде во твоето срце, не си дозволил љубовта Исусова да дојде во твоето срце. А овие им одговорија, некој од оние што стоеја таму им рекоа: што правите, зошто го одврзувате магарето? И морковот. А овие им одговорија како што им беше заповедал Исус, и тие ги оставија. Значи, некогаш има нешто нелогично, те праќа Господ, се случува нешто. Доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. При една молитва дојде стихот: кој простува, тој победува. Знаете, некој паднал болен, знаете дека не е во Исус. Зборувал против вас, хулел против вас, правил нешто, отидов, го бакнав, го гушнав. И му посакав да се исцели. Знаете, кој простува, тој победува. И го доведоа младото магаре кај Исус. Кој е тоа магаре? Па секој од вас е младо магаре. И го кладоа врз него алиштата своји. И тој седна на него. Тој зборува за престол, каде што треба Исус да седне во твоето срце. Секоја мисла да биде покорна на Исус и потоа ќе му кажеш на сатаната: бегај од мене, сатано, во името на Исус. И тој ќе побегне за некое време, а потоа ќе ти искушува од околу. А потоа ти треба да останеш во Исусовата љубов. Потоа ти треба да љубиш и повторно да љубиш, да простуваш, да не осудуваш, да љубиш, да се жртвуваш, да бидеш миротворец. И мнозина ги постилаа своите облеки по патот, а други пак сечаа гранчиња од дрвјата и ги постилаа по патот. Го дочекаа Исуса, потоа го распнаа. А оние што одеа пред него и по него викаа и велеа: Осана, Осана, благословен е оној што доаѓа во името Господово. Само да го познаете дека доаѓа во името Господово. Некогаш ви доаѓа некој човек од благослов и ви зборува за Исуса, вие хулите. Благословено е царството на нашиот татко Давид, кој иде во името Господово. Осана во висините. Ти зборува за евреите, за татко Давид, а ние никого не викаме татко, нашиот татко е на небесата. И влезе Исус во Ерусалим, во храмот, разгледа се, па бидејќи веќе беше доцна, слава ти Господе Исусе Христе, излезе, отиде со 12 мината во Витанија. А утредента, кога излегоа од Витанија, тој огладне и откако оддалеку виде една смоква, покриена со лисја, се приближи, не били нашол нешто на неа. Но кога се доближи до неа, не најде ништо освен лисја. Зашто уште не беше времето за смокви. Кое е времето за смокви? Исус на едно место вели: за вас времето секогаш е годно. За мене се уште не е дојдено времето, но за вас времето секогаш е годно. И проговори Исус и рече: од сега никој довека да не вкуси плод од тебе. Видете, не даваш плод. Што е плод? Плод на љубов. Имаш некоја дарба, ја чуваш за себе, ја трошиш за себе афирмација. Кој ја бара славата на оној што го пратил. Ние зборуваме за барање на славата на Исус. Уметник си, знаеш нешто. Ти стануваш Бог, се себе обожуваш. Тоа е вавилонство. Јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. Тоа е сатаната Луцифер кој е фрлен, зашто сакаше да се искачи највисоко. Од сега никој довека да не вкуси плод од тебе. И го чуја тоа учениците неговди. Имаш една аронија. Сум го зборувал тоа.
2 години не даваше плод. Отидов и ја благословив. Исусе, ти можеш да направиш чудо. Ја благословувам ова аронија во името Исусово да даде плод. В година даде плод, пушти лисја сувото дрво. И пак дојдоа во Ерусалим, и откако влезе Исус во храмот, почна да ги брка оние што продаваа и купуваа во храмот. Знаете, продаваат и купуваат во храмот. Појдете во некој црковен храм, во која и да сте вероисповед, дали таму продаваат и купуваат? Што купуваат, што продаваат? Тоа е интересно. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Им ги преврте масите на менувачите на пари, столовите на оние што продаваа гулаби и не дозволуваше никој преку храмот да пренесе каков и да било сад. Тоа е единствениот момент кога Исус зборува за храмот. Храмот е црква, храмот е вашиот дом, храмот сте вие со телото, вашето тело, во кое е душата овоплотена. Тоа е храм. И не ги поучуваше велејки, и ги поучуваше. Исус, нели е напишано домот мој, дом за молитва ќе се нарече. А вие од него направивте, овде вели разбойничко гнездо, од другите препеви разбойничко пештера, разбойничка пештера. Треба да внимавате да не направите од вашето тело разбойничка пештера, од вашиот дом разбойничка пештера, од вашата заедница разбойничка пештера, од вашата црква разбойничка пештера и деноминација каде што се продава и купува се и се што, каде што вие сте цариници, царините се и се што кој колку ви дал, колку ви зел. А тука е добро напишано: бесплатно добивте, бесплатно давајте се, материјално, време, простор, љубов, вашето тело и душа, Божјото Слово. Слава ти, Господе Исусе Христе, ти благодарам, Господе. И кога го чуја тоа книжниците и фарисеите, оние кои го знаат писмото, а го распнуваат Исус, и денеска гледаа како да го погубат, бидејќи се плашеа од него. Интересно, како што ве гонеа вас, така ќе ве гонат. Како што ме гонеа мене, така ќе ве гонат и вас. Знаете, кога ќе почнете да чекорите на Исус, ќе видите како одредени луѓе во известни периоди зачудно ќе се здружуваат против вас без никаква причина. Чудно е тоа како им пречи Бог, Исус и Светото Писмо, а не им пречат сите демонски работи: пиење, дрогирање, пушење, дувкање. Ајде да не речам љубов секој со секого, прелюбодејства, омраза. Тоа е интересно. И кога го чуја тоа, книжниците и првосвештениците гледаа како да го погубат. Првосвештениците и книжниците го погубија Исус, избраниот народ што го знаеше Словото. Знаете, кога буквално ќе го разбирате тоа, кој е избран, ќе изберам народ, вели Исус, кој ќе го прослави моето име. Потоа апостол Павле го сонува Македонецот. Денеска од 4 страни се грабаат под влијание на поднебесните сили на злото на овој век да ја расчеречат Македонија. А таа кутрата не го повикува Исус, туку во себе афирмирање, во себе фалење, зашто сиот народ се воскитуваше на Исусовото учење. Слава ти, Господе Исусе Христе, бидејќи се плашеа од него. А кога се стемни, тој излезе надвор од градот. А кога се стемни, пазете кога ќе се стемни, Исус вели: јас треба да работам додека е уште ден. А кога настапува ноќ, наскоро ќе настапи ноќ и никој веќе не ќе може да работи. Утредента минувајќи, ја видоа смоквата исушена, откорен. Овде потоа аронијата процвета. Знаете, вие сте смоква, не давате плод, се сушите. Ви ја раскажува како слика. Ти си смоквата. Имаш дарба, например, пишуваш драми. Земаш од Библијата, правиш псалм.
И луѓето мислат дека е твој, на крајот завршуваш во рак, во болки, болести и страдања. Не му ја даваш славата на Исус, се себе афирмираш, ти си вавилонец, сакаш да се стекнеш со име, ти си Луцифер, сакаш да си искачиш највисоко. Ти си Адам, јадеш од познанието на дрвото, на доброто и на злото, без разлика дали змијата, жената, се внатре во тебе, во твоето срце и душа утредента. Исус им одговори и рече: имајте вера во Бога, зашто вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, и не се посомнева во срцето свое, туку поверува дека ќе биде како што рекол во името на Исус, ќе му се исполни што и да кажеш. Можам да ви посведочам многу работи. Знаете, кога нешто се случува и кога сте вие на испит на вера, кого ќе го изберете? Дали како Петар ќе тргнете по Исус и ќе викате помош, помош, ќе почнете да тонете? Или ќе одите по водата со сигурност и со сила? Дали ќе влезете во печката без страв дека ќе изгорите, затоа што Исус е со вас, Исус е во вас. Слава ти, Господи Исусе Христе. Затоа ви велам, Исус ни вели, се што ќе побарате во молитва, пазете, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Дали кога ве боли нешто, дали кога нешто се случува, првин барате помош, одите на доктор, одите барате, или на Исус велите првин? Овде долу ме нападна рој оси. За 3 секунди бев обкружен со оси, ме касаа под далиштата, под гаките. Само реков Исусе, не знам дали крикнав или изустив, оти во устата имав оси. И лјадници оси трчаа по мене. Кога го реков Исусе, не реков помош луѓе, реков Исусе, сопреа осите. Имам лузни уште од каснувањата. Знаете, кога ве боли нешто, дали први одите на доктор, пиете апцин, или јас седнувам и велам, Господе Исусе Христе, татко мој, зошто сум болен? Што треба да променам? Кому треба да простам? Покажи ми. И кога стоите на молитва, простувајте. Кој простува, тој победува. Знаете, состојби на луѓе кои правеле зло, терале нешто, правеле, натераат студенти нешто да зборуваат, да пишуваат против мене. Ги изгушкав сите и ги бакнав. Студентот што зборуваше против мене, дојде ми се извини, плачеше. Една колешка ми кажува дека ајде сите да се здружиме против некој. Знаете, ги бакнав сите, им простив. Едната имаше некој проблем. Знаете, кога стоите на молитва, ајде уште еднашка, простувајте. Ако имате нешто против некого, простувајте, па и вашиот Отец кој е на небесата да ви ги прости вашите грешки. Денес имав 3 молитви на телефон. Едноставно Господ носи луѓе. Јас само луѓето сум сад кој му служи на Исус, на Отецот Небесен. Ги носам до Него. Им го покажувам патот. Покај се, засеби гревовите на своите предци, прости им на сите, никого не осудувај, повикај го Исус да живее во твоето срце и препушти се на Неговата волја. Се што доаѓа, прифаќај со радост. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ако ли пак вие не простите, пазете, и вашиот Отец кој е на небесата нема да ви ги прости грешките ваши. Дали го разбирате ова? Во молитвената група слава ти Господи Исусе Христе, која ја создаде Исус. И тоа се обични мали луѓе, со големи срца за Исус, со полни срца за Исус. Дојде стихот во дух, кој простува, тој победува. Кој простува, тој победува. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Но, кога стоите на молитва, простувајте,
ако имате нешто против некого, на сите треба да им простите. Па и вашиот Отец кој е на небесата да ви ги прости вашите грешки. Слава ти, Господи Исусе Христе, простувајќи, вие си простувате себе си. Посебно некој човек, добивам одеднаш наплив и гледам што не сум простил, простувам, не сопирам да простувам. Ако ли пак вие не простите и вашиот Отец нема да ви ги прости на небесата вашите грешки. Па сега вие размислете какво е тоа христијанство кое осудува, не простува, прогласува луѓе за лоши, а тие се сејачот, тажнејачот е Исус и ангелите. И пак дојдоа во Ерусалим и кога одеше низ храмот, придоа до него првосвештениците, книжниците и старешините и му рекоа: со каква власт го вршиш тоа? Кој ти ја дал таа власт да го правиш ова? Интересно. Кој ти ја дал? Тие се книжници, првосвештеници, место Бог да го прашаат, го прашуваат Исус. Па му рекоа: со каква власт? Исус им одговори и рече: ќе ве прашам и јас за нешто и одговорете ми. И потоа и јас ќе ви кажам со каква власт го вршам ова. Ако јас требаше да слушам луѓе, немаше да бидам Христов слуга. Знаете, цела заедница во една претходна црква му правеа идолопоклонство на водачот на заедницата. Во духот, кога доаѓаше, му се спротивставував. Кога ја напуштивме заедницата, по извесен период, по 2, 3, 4 години, излегуваат од таму и сега, знаете, како се излегува од идолопоклонство. И се уште не застанале пред Исус и имаат истата гордост. Ти можеш да излегуваш од една заедница во друга заедница, од една организација да останеш истиот. Дали твоето срце се усовршува во љубовта? Дали ти простуваш, ги гушкаш и ги бакнуваш непријателите своји? Јас немам непријатели. Те сакам, Господи Исусе Христе. Крштевањето Јованово, јас ќе ви откажам со каква власт ќе ве прашам нешто. Од небото ли беше или од луѓето? Те луѓето се веќе во години. Една колешка нешто хулеше против Исус, знаете, издржав 1, 2, 3, 4, не одговарам веќе. Знаете, од себе. Кога Петар му рече на Исус: тоа нема да се случи, Исус му вели: бегај од мене, сатано, зашто мислиш на она што е човечко, а не на она што е Божјо. Значи, мислам на она што е Божјо. Чекав и после го кажав ова. Види, таа го зборува тоа затоа што има несигурност, има нељубов, како да го објасниш. Недостасува витамин Л. Каде ќе го најдете? Освен кај Исус, на друго место нема. И реков, веќе сте во години, по извесен период ќе изгубиш силата, ќе изгубите силата. И потоа ќе почнеш да овкаш по Исус и ќе видиш кој, што, како, зошто, во колку часот. Те сакам, Господи Исусе Христе. И сепак, велми и упреку не осудувам. Крштевањето Јованово од небото ли беше или од луѓето, одговорете ми. А тие си мислеа во себе и веле: ако кажеме од небото, ќе рече: па зошто не му поверувавте? Но ако кажеме од луѓето, луѓето нека ако кажам вака, ако кажам така. Не, нема така. Исус ни еден збор, ни една запирка, ни еден здив не кажа лично од себе. Он дозволи Духот на нашиот Отец да зборува низ него, затоа е тој во сета негова полнота. Значи, они мислат дали ако кажам вака, ако речам вака, што да му кажам така. Не, ништо не му кажувам. Молчам и чекам. Чекам Духот да каже. И потоа кажав две работи. Тап, тап, тап. И потоа е штама. Јас знам дека што и да кажам дека во молчење нешто ќе допре до нивните срца. Мирен ќе допре до нивните срца. Замолчи во името на Исус. Ќе допре до нивните срца, ако му дозволам на Духот да зборува.
Sin Božji je onoj što go vodi Duh od Božji. Duh od Božji. Isus ne kaže ništa od sebe. Nemaše svoja volja. Ja ispi gorkata čaša. To je hristijanin. Prihvati se so ljubov, so polna radost. Zamolkni v imето на Исус. Napušti. So polna radost prihvati što i da se slučava. Ostani vo mirot Isusov. Ostani vo Isusovата љубов. Ако те соблазнува десната рака исечија, левата нога исечија, десното око исечио, остави се земно и врви по мене. Како се остава се земно? Се оставаш сами од себе си на крстов. Замолкни. Замолкни. На крстот Исусов. Ти се оставаш и влегуваш во Исусовата љубов. И влегуваш во Исусовата љубов. Дали да кажеме, од луѓето се плашеа, од народот, зашто што сите го сметаа Јован за вистински пророк, а Исус не го познаа, а Исус го распнаа, а Исус го бичува, хулеа на него. Големите првосвештеници, кого нико не смеат да убијат, ги натераа римјаните да го убијат за наив. А тој ја изми крвта и рече, невин сум за крвта на ова јагне. Синко мој, ја извршуваш Божјата волја. И одговарајќи му на Исус рекоа, не знаеме, не знаеме. Така е, не знаете. Не знаете ништо. Слепи сте, не го гледате духовниот свет. Сатаната ве сее како пченица без Исус. И Исус им одговори и рече, ниту јас не ви кажувам со каква власт го вршам ова. Освен ако не дојдете до Него, клекнете на колена, паднете пред Исус, прости ми, татко, погрешив пред Тебе и пред небото, прости ми, Господе Исусе Христе, раб Божји, срцем и душом и духою Твоју, глаголав молитву. Кој простува, тој победува, доколку зависи од вас. Бидете во мир со сите луѓе и почна да им говори во параболи. Исус, еден човек насади лозје, но тоа ќе го снимаме некој нареден пат, ако сака Господ. Ако сака Господ. Пред извесен период се чудев и гледав како некои проповедници, например Джойс Мајер, интересна жена, не е дозволено жена да поучува, но има еден стих кој вели, повеќе нема ни машко ни женско, сите сме едно во Исуса. Кога сте во Исуса, вие повеќе не сте жена, туку сте керка Божја, односно син Божји. Знаете, како може да снима толку многу? Денес како гледам, доаѓам скоро до 250 завети. Ти едноставно река од жива вода. Кој верува во мене, нема никогаш да огладни, кој верува во мене, кој доаѓа при мене, нема никогаш да ожедни. Знаете, тоа е непресутна жет. Мислам дека можам со денови, не можам. Тоа сака како што сака Господ. Би сакал со денови да го зборувам ова. Не ми е потребно ништо друго. Човек не се храни од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и ќе говорат лажни зборови против вас заради мене. Те сакам, Господи Исусе Христе, ги љубам сите, им простувам на сите, никого не осудувам. И ја барам Твојата волја и Царството Божјо. Прави ти така, брате и пријателе, Господи Исусе Христе, се ти предавам Тебе, моето тело и душа, моето семејство, моите љубени, моите браќа и сестри, духовни, физички деца, сите луѓе, македонскава земја која е Твоја земја, Ти води не, тесен е патот што води кон животот. И малку мина, ах, Господе Исусе Христе, малку мина го наоѓаат. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Армакедонци мои, останете во Исусовата љубов. Инаку сатаната ќе ве просее како пченица. Исус во срцата ви. Амин.
Сите земни основи ке се разнишат, синови на Всевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред Тебе и пред небото. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешев пред Тебе и пред небото. Судите неправедно, во гревот пристрасно. Не пазите на сиромах, праведен и беден. Синови на Всевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите.